Уцени и наредби од ДУИ, послушност и подчинетост од СДСМ. Ваков е односот на силите на најголемите партии во владеачката коалиција, кои пред избори ветуваат многу, но исполнуваат малку. Познавачите критикуваат дека политичката криза во Македонија и натаму може да се продлабочува, со оглед на фактот дека интегративците се изборија за позиција со уцени да бидат дел од најважните политички процеси. Според поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини, тешко дека ДУИ ќе ги смени овие манири бидејќи тие им даваат право да се закануваат со напуштање на владата секогаш кога нешто не им одговара. Однесувањето на голем дел функционери на ДУИ дополнително го засилува сомнежот за подчинетоста на СДСМ, која многу пати завршува со понижување на премиерот Димитар Ковачевски. Министрите од ДУИ често пати знаат да изјават дека одговараат пред нивниот лидер Али Ахмети, а ретко кога се спомнува шефот на владата. Министри на влада на Македонија не еднаш, али еден најдрастичен предмет пред неколку дена, директорот на државни патишта. Не вика он, јас сум од ДУИ, па имам председател. Се знае постапката, кога се формира владата, точно дека партијата оди, лидерот на партиите се договарат кои ќе бидат и така натаму. Он вика експлиците, мене ми е шеф Али Ахмети, а не Ковачевски. Мене ми е шеф Али Ахмети, и он ме именувал. Дали Македонија ја води до сега најлошата влада? Е прашање кое е тешко да се одговори. Сепак она што е јасно според Хајредини, иако граѓаните очекуваа големи промени со доаѓањето на СДСМ на власт. Освен што влеговме во НАТО, ниту една друга цел не се исполни. Кога заврши со ВМРО, тоа заврши со една и со серед други проблеми, се создаде една клима дека се создаваат услови Македонија да почне нешто. Нажалост, освен се постигна целта која ќе мораше да се постигне, да Македонија влезе во НАТО, другите работи, пошто имаше и континуитет, ние немаме со дека отиде ВМРО. Една константа стои, ДУИ е и со ВМРО и сега. Може да речете тоа продолжување во еден смисол. Изјави дека функционерите на ДУИ не може никој да ги смени освен Али Ахмети се даваа и пред 3 години, кога тогашниот премиер Зоран Заев најави дека ќе чисти во својот кабинет. И додека метлата тогаш го чекаше коалицискиот договор, министрите на ДУИ повторуваа дека може да ги смени само Ахмети. Кој ќе остане во владата и кој ќе биде дел од метлата по однос на функционерите на Демократската унија, одлучува лидерот на Демократската унија. Ден по ова следеше само целосна кадровска смена на локалните организации во владеачката СДСМ. Тогашниот председател на партијата и владата Зоран Заев разреши 78 председатели на општински организации.